Благодарам, почитувам председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван народе македонски. Пред нас е Законот за финансиски друштва, или одма да кажам дека ова е закон за така наречените продавници за пари, или кај народот познати како, во наводници лихвари. Зашто велам во наводници? Затоа што досегашното законско решение, барем дел од овие институции, сериозно го злоупотребуваа. Тоа им го возможува и сегашното законско решение, меѓутоа затоа се необходни тие промени со цел оваа материја сериозно да се уреди и да не постојат сомнежи дека овие продавници за пари или финансиски друштва ќе во иднина работат согласно закон, а не и спротив интересите на граѓаните. Тоа што го разгледувавме овој закон на Комисија за европски прашања, односно најдовме повеќе забелешки на законот, за кој јавно тврдам дека има потреба од промени, од дорегулирање на одредени членови, затоа што сумата кога еден граѓанин ќе земе пари од вакви финансиски друштва во некој од тие институции на крајот вртоглаво расте и поприма баш класично изглед на класично лихварство. Ако ќе го отворите законот, тие друштва финансиски работеле согласно закон, односно законот тоа им го возможува. Затоа мора оваа материја час поскоро да се регулира. Увиден е недостаток во финансискиот сектор и, како што се спомна на Комисијата за финансирање, ако сакаме овие финансиски друштва да го прошират пазарот на финансиската понуда во Република Македонија, оваа материја треба и како да се регулира. Реагиравме на самата комисија пред се под број 1 околу надлежностите за контрола на овие финансиски друштва. Согласно сегашното решение, а и ова што ни е понудено, контрола над овие финансиски друштва ќе има Министерството за финанси. Според моје длабоко убедување, ова е лошо решение. Значи, нема ништо спорно да има Министерство за финанси надлежност, меѓутоа бараме со овие измени на законот, со амандмани, тоа од страна на власта, на владата да влезе и Народна банка како контролор на овие финансиски друштва. Затоа што Народната банка на Република Македонија е специализирана институција која знае да води контрола врз финансиски институции, па дури и врз самите комерцијални банки, имаат специализирани луѓе кои можат тоа да го работат и на дневна основа да следат што се случува во тие финансиски друштва. Колку и да сакаме да негираме, сепак Министерството за финанси е класично министерство во склоп на владата, односно политичка институција, затоа што досегашната пракса кажува дека 100% министри за финанси биле политички личности. Тоа на некој начин остава сомнеж за влијание, импут на политиката врз овие финансиски друштва, ако Министерството за финанси има исклучиво надлежност за контрола над истите. Затоа стриктно бараме Народна банка да влезе преку своите механизми во контролата на овие финансиски друштва. Примери за слабости на Министерството за финанси има многу. Знаеме, имаше еден министер кој во очи на пропагање на банка ги извади своите депозити, затоа што имала квалитетна информација дека таа банка ќе оди во стечај. И тоа беше скандал без преседант, без разлика што е законски, меѓутоа најмалку од нормален, од морален аспект тоа требаше да се случи и сигурно реакцијата беше оправдана. Финанси имат и други проблеми, имаме презадолженост во државата, генерално, после тоа следуваше и стечајна банка, така да многу работи се контраверзни во секторот финансирање.
Тоа што особено загрижува е состојбата со граѓаните, односно со нивната финансиска кондиција. Во Република Македонија блокирани има близу 82.000 сметки на физички лица и близу 26.500 правни лица имаат блокирана сметка. Тоа јасно укажува дека тие луѓе немаат пристап до редовните финансиски токови. Во такви околности луѓето преминуваат во алтернативни барања на извори, позајмување на пари или, што е најспецифично во моментот, земање на кредити од овие финансиски друштва. Проблемот е уште подраматичен затоа што условите под кои ги земаат тие средства се драматично лоши, зашто имавме и пред неколку дена реакција од Народниот правобранител, каде што 10-кратно е зголемена сумата на главницата во однос на крајниот износ кој треба да го плати соодветно лицето кој е земал финансиска помош, кредит, и тоа преку извршител. Значи, се е согласно процедура, нешто што не може да се случува во нормални текови. Со законот се регулира и еден член, овие лица кои имаат вакви институции, финансиски институции или продавници за пари да немаат никаков удел или влијание врз коцкарниците, затоа што знаеме дека постои јасна спрега помеѓу коцкањето и овие позајмувачи на пари, односно до уништување на луѓе, а што е најжално и уништување на цели фамилии, со презадолжување луѓето енормно ги посетуваат тие коцкарници и буквално ги уништуваат и нините и на своите деца, што не би требало да го дозволиме како држава, едноставно мора да се стави ред. Добро е што владата увидела дека ова е проблем, меѓутоа верувајте, тие луѓе имаат своји представници и секојдневно се присутни во тие коцкарници, така да јасни се приказните од чаршијата дека постои спрега помеѓу коцкарниците и овие финансиски институции, каде што луѓе се буквално доведуваат до финансиско робство, односно тотално неможност да ги исплаќаат кредитите кои ги зимаат. Секој одлучува за своите постапки, меѓутоа не се виновни децата да страдаат поради несовесноста на родителите и неспособноста на државата да ги решава овие проблеми. Се решава со законот некои одредби, меѓутоа мораме да бидеме до крај прецизни, затоа што не смееме во иднина да дозволиме, ако веќе им даваме на овие финансиски друштва неколкократно да можат да го зголемат кредитирањето, не е доволно само оснивачкиот влог. Многу е побитно оваа материја да се конкретно регулира, да не ни се случуваат испади во финансискиот систем и да не продолжи агонијата на финансиската немок на луѓето во дадени околности кога се тони во државата, кога имаме буквално порази на сите можни полиња во однос на финансиите, каде што владее сиромаштија, каде што владее неможност да луѓето најдат соодветна работа, каде што владеат принципите веќе на улицата и на мафијата, да нешто час поскоро регулираме во оваа проблематика, колку и да звучи парадоксално, сепак се случува, сепак се тоа наши граѓани, наши сограѓани и државата, кога ќе види дека постои девијантна појава, мора час поскоро да реагира на истото. Се надевам дека вакви несакани последици нема да се случуваат во иднина, дека Народна банка ќе влезе како институција која ќе ги контролира овие финансиски друштва, дека нема да ни се случува пак сега обратен процес, пропаѓање на истите и домино ефект, спирала која се случуваше со штедилниците, така да регулирање на оваа област е само мал чекор во хаосот кој го имаме со сиромаштијата, со финансиските проблеми на граѓаните и со побегнувањето кон најкрајното, односно до уништување на семејствата. Час поскоро овие работи треба да се средат затоа што многу е лоша состојбата со финансиите генерално во државата. Благодарам.
бидејќи е исцрпена листата на